За разлика од Македонија, Словачка и Чешка не попуштаат пред Бугарија. Очигледно други земји повеќе бранат државава од самата македонска власт. Ова доаѓа од токму овие две држави го блокира усвојувањето на заклучоците на ЕУ, во кои официјално требаше дел да станат бугарските уцени и условувања кон Македонија. На ваквиот потек на владите во Прага и Братислава реагираше Бугарија. Од тамошното МНР изразуваат жалење што заклучоците на Советот на ЕУ за процесот на асоциација и стабилизација без образложение биле блокирани од две земји членки. Бугарија ги одобри заклучоците на Советот за време на состанокот на Корепер 2 на 16 декември, при што германското председателство постигна консензус. На инсистирање на Бугарија во заклучоците беше додадена реченица за важноста на договорите на Република Македонија со Бугарија и Грција и дека нивното спроведување ќе стави крај на сите тврдења засновани на погрешно толкување на историјата. За време на состанокот заклучоците беа одобрени од сите. Додека другите ја бранат Македонија, Заев повторно многу поумерен. По сите отстапки кои веќе ги направи кон Бугарија, премиерот реши да се представува како патриот пред граѓаните, реши да оди во Пустец, да подели книги по македонски јазик за македонците од оваа општина во Албанија, додека за реакцијата на Чешка и Словачка само кратко каже дека бил задоволен. Ние продолжуваме да работиме на отклонување на проблемот со Бугарија, кој што дури не знаеме што е проблемот. Проблемот настана со долгото и краткото име, а тоа е Република Северна Македонија и Северна Македонија. Дали има или нема територијални претензии према Бугарија, секако тоа го потврдивме дека нема и го решивме на начин на кој што се решава како европски земји, но за жал се уште проблемот не е отклонет. Но чума оваа поддршка од Чешка и Словачка кога Македонија цело време попушта пред бугарските барања, па така Гоце Делчев за Заев покрај македонски стане и бугарски херој. Бугарскиот фашистички окупатор не бил фашист, а со Бугарија сме имале заедничка историја. Сите овие ставови беа кажани од премиерот во едно интервју, зборови кои сигурно поставија Македонија во многу понезавидна ситуација во преговорите со источниот сосед. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Како што пишува Дојче Веле, последниве случувања се сметаат за прилично проблематични. Во текстот се вели трагично за Западен Балкан што во политиката на проширување повеќе табори во ЕУ меѓусебно се блокираат, што испраќало катастрофален сигнал кон Балканот и отвора шанса за други актери.